Благодарам, подпредседателе. Почитуван подпредседателе, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност, почитувани пратеници. Неколку денови, недели зборуваме за изградбата на коридорите 8 и 10. Јас ќе започнам од владата. Владата направила договор врз основа на непостоечки законски одредби и овие неколку денови на брза лента сака да ги донесе тие закони. Во меѓувреме кажува дека отпочнала изградбата на коридорите 8 и 10 и нормално изградбата не е започната, плаќа пенали. До сега 120 милиони евра се платени, зашто и самата не знае. И јас само ќе прашам дали Република Србија во изминатиот период изгради клинички нов центар модерен со 120 милиони евра, а вие плаќате 130 милиони евра пари на граѓаните, а не знаете ни сами зашто. Слушнавме дека било тајна колку се обврзала владата за автопатите кои ќе ги гради Бехтел и Енка. Ја знаеле само минималната сума од 1 милиарда и 300. Значи, нема јасна цена, нема јасен рок, нема обврски за изведувачот, нема идеен проект, нема студија, има само желба за многу пари. Денес зборуваме за предлог на закон за изменување на законот за градење по скратена постапка со европско знаменце. Тој закон, значи со овој закон се уредува градењето, основните барања за градба, потребната проектна документација за добивање на одобрение за градење, права и обврски на учесниците во изградбата, начин на употреба и одржување на градбата, како и прашања за градењето. Но со измените што вие, односно владата, која што во случајов ја презеде функцијата на законодавен дом, со новиот закон се исклучува примената на одредбите кои се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект, за издавање на одобрение за градење, за измени на текот на изградбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение на подготвителни работи, за прибележување на градбата во јавноста, книга на недвижности, за рокот за изградба, за реконструкција, за формирање на одлагалиште на земјиште, за дислокација на долноводи, трафостаници, нафтоводи, гасоводи, магистрални топловоди согласно член 78б од овој закон и за издавање на решение за градбите од член 73 на овој закон. Ова е исто како да градиш нешто, а вистина да не знаеш што градиш, или, како што кажав на комисија, еден оператор-хирург да влезе во сала без никаква припрема, без никаква диагностика претходна, без компјутер, без биопсија, без анестезиолошки преглед, без ЕКГ, без лабораторија, влегува хирургот и си прави хируршка интервенција, а не знае на што ќе најде, не знае што да оперира. Истото и вие така ова го правите со Бехтел и Енка и со овие закони кои што ги носите. Ке се осврнам на член 10. По членот 78г се додава нов член кој гласи став 2. Дислокација на објект, односно инсталација од став 1 на овој член се врши врз основа на урбанистички проект за градби од стратешки интерес, согласно кој се гради градбата од стратешки интерес или врз основа на проект за дислокација. Значи, дали имате урбанистички проект за градба? Сигурно немате. Дали имате проект за дислокација? Сигурно немате, затоа што го слушнавме министерот за транспорт и врски, како сега почнале мерењата за патот, за автопатот Битола Прилеп, значи самиот тој кажа. Дали вице-премиерот знае каде ќе води трасата, дали има приватни имоти, колку шуми ќе се уништат, на колку негови луѓе ќе исплати за направените објекти, односно
и легални, нека го каже тоа на јавноста, дали ќе се изградат автопатиштата не, министерот за транспорт и врски, најголемиот критичар за автопатот Кичево-Охрид, каде што имаше уредна документација и проект, сега одобрува изградба без ништо, меѓутоа многу скапа инвестиција во најсиромашната земја. Контраверзниот договор со Бехтел и ЕНКА предизвика бурни реакции во јавноста. Реагираше антикорупцијска комисија. Значи, ќе прочитам. Антикорупцијска бара да се преиспита донесувањето на законите за коридорите во скратена постапка. Сметаат дека со тоа се уриваат основните постулати на правната држава, се зголемуваат ризиците од корупција и не се остава простор за јавна расправа, пред се не се остава простор за произнесување на стручната јавност. Меѓутоа, вие не ја почитувате ни одлуката, односно коментарите на овластените архитекти и инженери, кои што кажуваат објектите од стратешки интерес, особено инфраструктурни градби, од рангот на вака високобуџетски инвестиции од стотици километри со широки коридори, мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионалните инженерски и институционални филтри, уште посериозно од сите други типови на објекти. Најважно, се заштитува јавниот интерес, се минимизираат штетите и се превенираат несогледливите последици од можен и атак врз јавното добро. Но и тоа вас не ве интересира. Изминатите 6 години се покажа дека двоецот СДСМ-ДУИ единствено се интересираат за добрата бизнис делка под плаштот на нивната божемна заложба за евроинтеграциите. Овие закони се само параван за озаконување на криминалот и корупцијата. Европската комисија тврди дека законите немаат никаква конекција со европското законодавство. И вие ќе ми кажете дека сте за во Европска Унија? Не сте, затоа што Европската комисија секоја година ви укажува на тоа дека го злоупотребувате европското знаменце, ви дава ниски оценки, меѓутоа вие и понатаму работите спротивно на мислењето на Европската комисија. Што добива државата, а што губи преку вакви избрзани законски решенија? Очигледно, добиваат само тие од власта, дали со пеналите, односно 300 милиони евра, можевте да купите 3 кафта за сите пациенти или нова иновативна терапија за пациентите со диабетес, со 300 милиони евра ќе направевте нов клинички центар кој што и како е неопходен на Република Македонија. И на крај има една еврејска изрека која што вели: ако не станеме подобри, ќе станеме полоши. Тоа баш за вас важи. Благодарам. Има збор Бети Стаменковска-Трајковска.